Пристигна и домашното земјоделско производство, количините се скоро како и лани, а производителите веруваат дека за зимница ќе има доволно. Но земјоделците велат дека за жал нема кој да ги купува производите, а со тоа не може ниту да се очекува развој на оваа гранка. Главна причина за ваквата ситуација гледаат во исилувањето. Велат, иако земјоделството може да биде исплатливо, младите го напуштаат. Слабо, нема кој да работи. Нема младите не работи, никој не работи. Сето замина странство и па и нема кој да купува сега. Старите, колку му треба на двајца стари, ништо не му треба. Тоа е. Јас одека 60 години сум на пазар. Никош не е било ко сега што е. Никогаш не било. Слаб и пазар е. Зошто нема народ? Народот е иселен, нема кој да купува. Земјоделиево никој го не ичи, не сака да работи земјоделие. Исплатливо може да биде, ама ако се топта с фамилијава сите дома. Распоредов кој ќе тргнеш са бајлево да сработиш нешто, иначе со двајца не бидува работата. Не. Данокот го земаат и климатските промени. Оние кои што имаат проблем со наводнувањето имаат и помало производство, но оние кои што не зависат од дождовите се задоволни од количините. Годинава на жештината послаб. Многу жешко и послаб е родот. Нема како од годињето пиперки убај, послаб квалитет и послабо е. Сабајлево, одличен. Јас ги вадам, избушивме со син ми 18 метра една пумпа, вода имам, ги вадам секој втори ден. Годинава не е баш погодна, многу има сонце, ама кај мене ги вадам, немам проблеми. Има рота. Има. Само ние не садиме многу роба. Колку за нас за дома, вака купа да продаваме. Ние не зависиме до парите за пензија. Тоа е. Ова колку за дома садиме. Како ќе се движат цените на земјоделските производи кога граѓаните ќе започнат да купуваат поголеми количини за зимница, ќе се знае за околу 1 месец.